значаен празник за сите нас, 1 април, ден на шегата. Дом на културата Иван Вазов Климе овој период ја организира најголемата детска манифестација, посветена на ден на шегата, тоа е Априлијадата. Изминатите години на овој ден кралот Кавадарци личеше на една голема сцена, каде што повеќе од 2000 деца од сите училишта во Кавадарци учествуваа со своите маски. Градот живееше со шегата, но еве од познатите причини поради криза која што настана со пандемијата COVID-19, Домот на културата Иван Вазов Климе ова година го одбележува овој ден со изложба на цртежи, на маски и на шеги преку цртежот, посветени на ова Априлијада. Благодарение на соработката со основните училишта од Кавадарци, денеска отвараме оваа изложба и по овој повод ја поканувам директорката на Дом на култура Јулијана Толиманџева да проговори за овој значаен настан. Повелите ли? Почитувани гости, добар ден на овој убав, сончев и весел ден. Иако е време на пандемија, со која секојдневно се бориме, Дом на култура Кавадарци организира настан во кој сметам дека ќе внесеме барем малку среќа, расположение, смеа, радост и секако весели детски наставки. И секако почитувајќи ги протоколите за работа кои ни ги дава Министерството за култура. Денеска е 1 април, денот на шегата. Понекогаш го нарекуваат и денот на сите шегаджи. 1 април не е национален празник, но секаде се прославува како ден кога многумина прават различни шеги. Но денешниот ден најкарактеристични се сепак маските, кои се со цел да не насмеат и расположат. А по тој повод, Дом на култура, во соработка со сите основни училишта во Кавадарци, ви ја представува оваа изложба на цртежи, маски, изработени токму за овој ден. Настанот е насловен како Априлијада и е всушност ликовен конкурс најдобро изработена маска повод 1 април, во кој зида учество сите основни училишта во Кавадарци. Ликовниот педагог Горан Боев ќе ни образложи малку повеќе околу овој настан, околу цртежите, кои се прекрасно направени од вредните детски раце. А потоа, секако, ќе ги соопштиме и пригодно наградените ученици. Сметам дека сите дела се добри, но сепак Дом на култура Кавадарци одлучи да додели 2 награди, 2 први награди, 2 втори и 2 трети награди за вредните раце на учениците. Ајде, Гора. Добар ден од мене. Аз во име на сите ликовни педагози кај нас да се благодарам на Дом на култура за иницијативата нивна и за реализација на оваа детска изложба, иако во ситуација на пандемија, сепак ми се чини дека внесохме голема ветрина не само со изложбата, туку и целиот месец-два што се припремавме за изложбата, работата со децата исто така. Значи, самата тема е шегата, маската, но и пред се и овде застапена и карикатурата како дисциплина, нели? И ми се чини во тој поглед ги наградивме и најуспешните творби на децата. Ние секако во процесот на работа, самата тема е таква, како работевме и така ја иницииравме самата идеја и со децата се шегувавме, дори ги разработувавме маските, се смеевме заедно, малку и заборавивме на околностите во кои што моментално живееме, но се надевам искрено дека лека полека оваа ситуација ќе се надмине, ќе се наредните години ќе почнеме заедно со децата да работиме и во физичка настава и
на овој настан сега, во време на пандемија, ќе се сеќаваме само како едно време што поминало, нели ведрината ќе остане, изложбите ќе останат, ова изложба, нели, како традиција секој ќе остане, ќе се шегуваме понатаму. И тоа е исто така еден поздрав од едно разгостување, поздрав од децата до целата нација, нели да останеме ведри, да го задржиме тој дух слободен, да се надеваме на подобро време и да продолжиме понатаму со отворбите. Благодарам. А сега, драги гости, да ви ги прочитам наградените ученици кои што добија дипломи. За освоена трета награда за најдобра маска на наградниот конкурс Априлијада доби второ В одделение од Основното општинско училиште Тоде Хаџитефов од Кавадарци. Исто трета награда доби Теодора Ѓорич од Основното општинско училиште Динката Ангел од Габерот од Кавадарци. За освоена втора награда за најдобра маска на наградниот конкурс Априлијада доби Мирко Гајч од Основното општинско училиште Тошо Велков Пепето од Кавадарци. Втора награда, уште една, доби, Емилија Темелкова од Основното општинско училиште Страшо Пинџов од Кавадарци. И секако, добрите, сите цртежи се добри, ама сепак мора да издвоиме некои, најдобрите цртежи. За освоена прва награда за најдобра маска од наградниот конкурс Априлијада доби Лазар Грозданов од Основното општинско училиште Димката Ангел од Габерот од Кавадарци. И уште една прва награда за Димитар Димов од Основното општинско училиште Димката Ангел од Габерот од Баташа. Да учествуваат на вакви конкурси, па се гледаме до година во поинакво време света. Благодарам. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.